Како во моментов котираат четирите најголеми партии во Германија според последните анкети, какви се трендовите во нивниот рейтинг? Анкетите покажуваат постојана промена 1 до 2% горе-доле, ке рече сите водечки партии на изборите. Водечка е во моментот, водечки се демохристијаните, ЦДУ, партијата која предводи како кандидат за канцелар Фридрих Мерц, и тие според вчерашната анкета беа паднати од 30 на некои 29% доверба. Под нив следува АФД, Алтернатива за Германија, популистичките радикали, десни радикали, кои што котираат некаде измеѓу 20 и 21% од гласовите. Потоа следуваат социјалдемократите и зелените, кои што се тука негде едните и другите се движат меѓу 15 и 14% плюс минус 1. И понатаму следуваат две изненадувања, Левица, партија која потекнува од поранешна источна Германија, значи од условно речено комунистичкиот блок, која ненадејно во текот на изборната кампања рипна на дури 7% благодарение пред се на кампања на социјалните мрежи која што беше насочена кон младите луѓе, во најголем дел на Инстаграм и на ТикТок. И тука уште во тие, знаете дека во Германија цензусот е 5%, прагот за влез во парламентот. Над тие 5% во моментов префрла уште партијата на Сара Вагенкнехт, која исто така беше претходно лидер на левицата, во меѓувреме направи своја партија. Кои се фаворити за канцелар? Како стојат они со поддршката? Апсолутен фаворит за канцелар според бројките на анкетите е Фридрих Мерц, лидерот на ЦДУ, сестринската коалиција на ЦДУ и ЦСУ. И неговиот рейтинг се претпоставува ист како и тој на неговата партија, значи нешто околу 30 или можеби на 30%. И тој се смета за водечки кандидат за канцелар, но прашањето е секако дали со кого и како ќе направи коалиција веќе од понеделник на 24 февруари, нели, по завршувањето на изборите. Многу ќе биде важно да се види најпрво кој ќе влезе се во парламентот, дали ќе влезат помалите партии, оние две што ги споменав, Левица и БСВ на Сара Вагенкнехт. И од нив ќе зависи многу дали Фридрих Мерц, како евентуален победник на изборите, очекувам победник на изборите, така да кажам, ќе може да состави мнозинство апсолутно мнозинство во парламентот над 50 плюс 1, нели? Ѓорѓиевски, според вас, кој е посакуваниот партнер за коалицирање? Зелените или крајната десница? Што е да се каже, големите партии, да ги наречам партиите на естаблишментот, уште пред изборите, а и во текот на изборите, тоа се во изборната кампања беше повторено повеќе пати, изградија така наречен заштитен зид во однос на АФД, значи во однос на десничарските популисти, и тврдат дека нема да коалицираат сите водечки партии, вклучувајќи ги тука и СПД и Зелените, ЦДУ и ЦСУ секако, дека нема да коалицираат со АФД. Во идниот Бундестаг ќе биде тешко да се формира коалиција. Проценките пред изборите беа дека ќе може да се формира коалиција на две партии, например ЦДУ со Зелените или ЦДУ со СПД, така наречена голема коалиција, каква што имавме во времето на Меркел. Но сега, како се доближува денот на изборите, проценките се повеќе се одат натаму дека ќе биде потребна коалиција од најмалку 3 партии, и тоа многу усложнува работата и на Мерц и на било кој друг кандидат за канцелар кој ќе сака да состави влада за следните 4 години. Пошто се разликува кампањите на партиите? Што беа клучот во нивните кампањи во предизборието? Кои беа клучните прашања и теми? Значи, миграцијата и економијата апсолутно беа главни теми и беа приоритет на сите партии во нивните партиски програми. Разликите се релативно големи. Например, ако ја земеме миграцијата, ЦДУ предлага де факто затворање на границите и враќање на сите баратели на азил или бегалци кои доаѓаат од земји од Европската Унија и дополнително враќање на оние кои што немаат право да добијат азил во земјата. АФД во таа насока е уште поостра и построга во однос на миграцијската политика, бараат целосно отфрлање на европските договори и де факто изфрлање на сите бегалци, они тоа го нарекуваат во нивната предизборна програма реемиграција. Условно речено, партиите лево од центарот се поблаги во тој дел, иако СПД
партијата на актуелниот канцелар Олаф Шолц, имаше и во тој дел доста, би рекол, малку поостра кампања и беше фокусирана на миграцијата, со најава дека СПД сепак би останала во рамките на договорите во рамките на Европската унија во однос на прашањето за миграцијата,